Добро вечер. Минути за вестите од културата. 6 концерти ќе се одржат на летната сцена на Македонскиот народен театар од 12 до 21 јуни на фестивалот Млади за млади. Тој се одржува втора година поред на летната сцена Славиша Каевски, а годинава фокусот е на млади бендови и музичари. Оваа година, за разлика од лани, на сцената Славиша Каевски во моментот се представат малку помлади бендови. И мислам дека е пресудно што овие млади луѓе ќе можат да се представат на една голема сцена, да бидат слушнати од една поголема публика. И мислам дека тоа е генерално проблем за сите независни и помали артисти, затоа што се соочуваат со проблеми на реализација на обични концерти и настани. Овој пат ќе може да ги реализираат своите идеи, а веруете дека има многу голем број на бендови кои што се страшно креативни, за кои што можеби пошироката публика не ни знае дека постојат. Затоа благодарам на МНТ што ни овозможи да го направиме заедно овој фестивал и Телеком кој што ни помогна да го реализираме. Ко прошируваме опфатот и значењето на настанот, средствата собрани преку програмата ќе бидат наменети за хуманитарни цели во Кочани. Кој е уште еден доказ дека културата може да биде двигател на солидарност. Изразуваме голема благодарност до Сопорт Кочани, како и до Филип Цветков, кој го изработи дизајнот на хуманитарната иницијатива. Билетите ќе бидат по символична цена од 300 денари, со што настанот ќе биде достапен за што поголем број граѓани. Како бренд ние веруваме дека вистинските поврзувања се и грижата еден за друг. Токму затоа со вклучувањето во овогодинешната програма на летната сцена Славиша Каевски, не само што вложуваме во културата и креираме искуства за младите, туку им даваме можност младите директно да им помогнат на своите врсници во Кочани. Токму слоганот на годинешното издание Млади за млади одлично го отсликува карактерот хуманитарен на овој настан и намерата младите да им се даде можност да бидат вклучени во позитивни промени. Народниот музички инструмент дудуче во наставата по музичко образование во основните училишта е книга учебник на професорот Маријан Јанковски од Музичката академија при УГД Штип. Оваа книга представува исклучително важен материјал за македонското музичко образование, што ќе даде голем придонес, но и иницијатива за воведување на македонските народни музички инструменти во формалното основно образование. Бидејќи решивме да одиме од најмалите, да го започнеме процесот на поставување на овој тип на внесување на настава во основните училишта, ние се зафативме во, како што кажав, напод заборавените македонски музички инструменти и да им го дадеме вистинското светло што тие некогаш го имале. А најдобар начин тоа да се направи преку правилна едукација и тоа е всушност и намената на ова, на книгата, наставниците да го добијат како помагало, кое што на некој начин ќе им помогне како правилно и на македонски начин да ги научат дечињата да свират дудуче. Значи, постојат неколку видови на дудучиња, мал, среден и голем, и всушност да ја оттрниме она, народна изрека која ќе речат дуду кенен или како дудуци. Напротив, дудучето има една таква убава боја, а некаде во Македонија викат за дудуче и мало детенце. И всушност, заедно со шупелката и двојанката, ние рековме че се сконцентрираме директно на дудучето и ова е на почетна фаза. Мислам, ќе видите понатаму што се следува со останатите. Придонесот кој што ќе го направи во развојот на музичката култура, меѓутоа во развојот на традиционалната музика и она што мене како експерт за нематеријално културно наследство ми е уште поважно е што ова е една основа ние понатаму навистина да го смениме системот, односно во училиштата да се изучуваат нашите народни традиционални инструменти.
бидејќи тоа е најдобар начин една култура да биде жива, една традиција да биде жива. Впрочем, многу случаи, многу примери имаме од светот, каде што држави, големи држави, како Кина, како Индонезија, ги употребуваат именно своите музички инструменти традиционални во образовниот систем. И на тој начин децата многу полесно ги учат инструментите, бидејќи нормално им се поблиски. И именно оваа книга од Маријан Јанковски, кој што се однесува на инструментот дудуче, е еден таков одличен пример. И оно што ние како стручни лица, како етномузиколози, етноорганолози можеме да се надеваме дека и Министерството за образование и наука ќе има слух и ќе ова понатаму ќе стане учебник, а не само книга. И ова денешна книга е практично резултатот од негови размислувања заедно со моја помош, се разбира уште за време на неговите студентски денови, кога се држеше настава по методика, значи практично студентите одеа по училиштата и уште тогаш се јави неговиот интерес да ги вратиме детските народни инструменти пред се дудучето со намера да се малку поттиснат оние пластифицирани инструменти кои што во пракса ги употребуваа наставниците во основното образование, тоа се тие блокфлеити. Свечената културна манифестација посветена на сесловенските просветители светите браќа Кирил и Методи по 11-ти пат традиционално се одржа вчера вечер во црквата Света Софија во Охрид. Настанот има за цел да го одбележи празникот преку спој на музика, култура и образование. Настанот се етаблира како важен дел од празничните активности во градот Охрид. Поддржан е од Охридско-Кичевската епархија и од општина Охрид. Не би рекол дека е тешко, бидејќи го работиме со уживање и нас ни представува особена чест да го правиме. Би рекол дека е обемно, дека има доста активности, бидејќи секогаш се трудиме да го одржиме новото и да го издигнеме на повисоки нивоа. Започна кога пианистите беа уште во нивните средношколски денови, сега веќе се сериозни музичари. Концертот секогаш започнува со воведна пригодна беседа на еминентен професор по славистика. Оваа година тоа беше професорот доктор Димитар Пандев, кој што ни раскажа за житието и за важноста зашто ги славиме овој ден на светите Кирил и Методи. Потоа настапија децата со различна програма од класичната музика, со композиции од барок до 19 век, од романтизам. Заслужуваат и поиќе заради тоа што Охрид е место каде што живеат и со туризам и со нашите најдобри вакви празници кои ги имаме многу повеќе и треба да ги славиме повеќе. Ние не смееме да ги заборавиме делата на Кирил и Методи. Не смееме никако. Тоа се нашите водители. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание.